Да, здравейте, благодаря за бързия преход. Старши треньорът на Спартак Варна Георги Хаджиевски е тук до нас. Много трудно се говори след такива двубой. Господин Хаджиевски, сериозен разгром за Спартак се получи. Много неприятно се и разви матча с червен картон, но може ли да извадите вие някакви позитиви от днешния двубой? Позитиви не можем. Ова е најлошото што може да биде за нас. Не въпреки това, че излеговме со половин състав, знаете, 5-6 футболисти немавме, националите Цецо, кој се върна болен, Дамјан се уште не беше оправен, футболистите кои позајмени од Ботев немаја право да играт, знаете. И след црвениот картон и травмата и на Димо Крстев, јас мислам дека половин одбор беше. Направивме какво можевме во даден. Ботев има добар одбор, има 20 фудбалисти на секоја позиција да замени било кој. Ние и со 19 фудбалисти дојавме. Сожалявам, че таква е ситуацијата. Едноставно и практически и теоретически имаме возможност да промениме ово лице. Сигурно ќе видиме многу покомплетни во матчот со Добружа, кој ни е дерби. Се надевам дека сичките 9 мачеви до крајот Спартак ќе излезе со ново лице. Овие два мача кои поминаа со Левски и денеска со Ботев, мислам дека е најлошото што може да се подума. Не можам нити да коментирам мачот, нити грешки, нити сичко. Мислам дека една ситуација сосема поинаква од она што треба да биде Спартак. Колко е тежко обаче сега да вдигнете отбора, след като за два мача само получихте 10 гола във вашата врата? Па получивме кога играме ние со 10 човека. Трудно е да се игра, поготово со добри одбори кои знаат да играт, кои имат фудбалисти. Трудно е да се игра, но пак викам, не сме комплетни. Знаете дека многу фудбалисти липат. Половин одбор немавме ни денеска. Какво да правиме? И след црвениот картон дадоа всичките. Јас можам и да ги познам дека дадоа всичко од себе да, въпреки лош резултат, да се борат до последна минутка. Но, пак ќе кажам, изнудена беше ситуацијата, изнудена, не можевме да извадиме добар состав денеска. Пак верувавме во себе дека можда ќе држиме след стандардно положение кое пак се получи како трагично за нас. И поготово после црвениот картон ние немавме сили да се поставиме на Ботев. Но јас ве уверавам дека има сили, дека наредниот матч Спартак има многу поголем избор на играчи и дека ќе го смениме во лице, сигурно. Благодаря и пожелавам повече късмет и успех следващия двубой. Думите на Георги Хаджиевски.